Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Малолетната публика. Се препорачува родител. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Искрено сочувство до сите граѓани на Турција, навистина искрени емоции споделуваме со турците, со турската држава, исто со Сирија, со Либија. Земјотрес е земјотрес, како и секаде, ќе не стави на искушение да се покажеме дали вредиме како човечки род, а во вакви мигови единствено што можеме да направиме е да бидеме солидарни. Ќе бидат брзо објавени телефоните, брзо ќе бидат објавени сите оние начини ваши за комуникација со емисијата, вклучително и Виберот или Вајберот, како и да е. Така што, нема да наметнам тема, но ја не можам да го одбегнам она што најверојатно дека ќе имаме и денојве ден, на жалост. Од минута на минута се зголемува бројот на загинатите, значи пребројувањето ќе трае многу долго, многу мачно. Првиот голем удар, првиот голем земјотрес е во турскиот град на граница со Сирија, 7,7, а автершок земјотресот е 7,6. Јас најдов еден твит и се обидов да го разберам, но може би некој стручњак за земјотрес или стручњак за сеизмологија, што би се рекло поточно, би дал поточно, по-прецизно објаснување во врска со сето тоа. Телефоните ќе бидат отворени. Ние го преживеавме роденденот на Гоце под наводници, она што ни се случуваше политички и таман некако залуфани во оваа недела да споделиме можеби некоја некои заклучоци од сето она што се случуваше. Ќе претпоставувам и оваа недела ќе бидат темите интересни во смисла на Гоце Делчев, македонско-бугарските односи и законот за амнестија кој го поднесе ВМРО ДПМН за сите затворени од 27 април 2017 година што беа осудени. Дали има, што се вика, светлина на крајот на тунелот за овие луѓе за кои искрено сметаме дека доволно ја служија казната и дека треба да бидат на слобода. Лекцијата е научена, ако и казната соодветствува спрема делото
и спрема изјавите на казнетите, мислам дека лекцијата е научена и дека поуките се извлечени. Една власт не треба да владее со ароганција, туку треба да владее со право. Правото подразбира и превоспитување, правото подразбира и емпатија, сочувство, простување, но секако и разбирање за состојбата и за делото кој и зошто и како го направил. Драконски казни за како на дивиот запад, мислам уште Арно не ги ставија со бесење или со палење како вештерките од Салем. Мислам да имаше опција, сигурно и тоа ќе го видевме во Македонија, да беше тоа, да речеме, некоја белосветска опција. Може таму прават така, и ние ќе правиме така. Чиму Брисел бесат, ќе бесиме и ние. Палату Брисел, палиме и ние. Така е кај нас генерално иде. Темите ќе си ги наметнете вие. Не се сомневам во креативноста на моите редовни следачи. Како беше тој у петокот, жити се, мислам, спектакл. Ми вика, Јанко, ја и ти сме интелектуалци. И ја викам, добро. Кај викам, викам, паркету, ламинату отвори се. Вика, Јанко, ја и ти сме... Викам, се извинувам, темата е за Гоце Делчев. И шо бе за Гоце Делчев? Гоце Делчев умрел. Паркету уште ли не си отворен? Не него, мене. Мене. Голтни ме, изеди ме, изджвакај ме. И свари ме, жити се. И не ме враќај назад. Шега на страна. Ако можеме и да се шегуваме. Ајде да погледнеме малку она што е најважно во оваа ситуација е што сакам да го напоменам. Скопје памети. Знаете, ние македонците во својата свест имаме многу мигови и знаеме да сочувствуваме со светот и народите кои ќе се случат затоа што се прегрмиле преку нашиот грб. Но нам како ретко кому му е свежо сеќавањето за она што се случи со Скопскиот земјотрес и како тогаш сите југословенски републики и целиот свет како ретко кога се вплоти да му помогне и Скопје да биде изградено повторно. 7.000 жртви, преку 7.000 жртви, скоро целосно разорнат град и солидарност каква што ретко можеше да се види. Во услови на студена војна, пазете, 63 година е ден после кубанската криза на максимално заострување помеѓу двата пакта, и во целата таа ситуација на една поделеност, светот покажа огромна доблест, народите покажа навистина љубов и сочувство и помагаа несебично. Цели населби кои беа и времено тогаш изградени и ден денеска постојат, луѓе живеат тогаш, нели, оние монтажни бараки, Козле, Влае, така што и ден денеска постојат тие исти бараки кои беа поставени со рок од 20 години во смисла дека ќе се изгради нешто постандардно, подобро, потрајно за живење. Она што ние прво како граѓани на Скопје, значи пред се граѓани на Скопје, не спомнувам Македонија, туку Скопје, и секој, бидејќи, знаете, кога се случи Скопскиот земјотрес, ретко кој во Македонија не беше допрен. Во смисла, без оглед од кој град сте, секој имал, да речеме, најмногу, па и ден денеска, познаваш, пријател, роднина, скопјанец и така натаму. Поврзани сме премногу сме поврзани за било какви поделби.
Скопје тогаш беше навистина град на солидарноста и ние немаме избор освен да бидеме такви. Скопје мора да се покаже во најдобро свое светло. Не е битно колку, не е битно што. Битно е дека мораме да помогнеме и тоа, ако не први, меѓу најпрвите. Дали ме разбирате? Значи, Скопје мора, не дека го очекува некој од нас тоа. Зборам, Скопје има морална должност, духовна, каква сакате наречете ја да помогне. И навистина, уште пред било што да се случи, Црвениот крст на Република Македонија, мислам да се преземат во смисла активности воени, државнички и така натаму и така натаму. Прво градоначалникот на Скопје Данела, не се гледа ова добро, ја би го тргнал ова од кадар. Да. Ќе идеме со мојот компјутер, стави го. Данела Арсовска прва изрази сочувство и свика совет на град Скопје за седница за да се одреди помош. Значи, помош Скопје да даде, ние не можеме многу да помогнеме, но дури и символичната е добре дојдена. Апели за помош Турција, која е моćна држава, која има, но бараат низ цел свет затоа што штетите се толку големи да навистина секоја помош им е добре дојдена. 143400. Црвен крст на Република Македонија. Помош на настраданото население погодено од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија. Сите заинтересирани правни субјекти и граѓани можат да донираат парична помош на сметката на Фондот за солидарност на Црвениот крст на РСМ, тој број, тој даночен број и така натаму. Сега можеш да ја дадеш таму малку, што ти реков, да, тука малку подобре се чита, така што нека стои ова некоја минута, колку да ако некому му е битно, ја знам дека повеќето од вас, нели, ако решите и имате и сакате и можете, ќе свртите на 143400, но сепак ова нека стои малку повеќе, можеби некој од, не знам, било кој како фирма, организација, диаспора и така натаму да му помогне. Она што додека ова стои во кадар, јас би го прочитал, е она што го објави градоначалничката на Скопје, Данела Арсовска. Нашите мисли и молитви се со семејствата на загинатите и повредените во катастрофалниот земјотрес во Газиантел, Република Турција. До градоначалникот на Газиантел испративме и писмо со сочувство и ја понудивме нашата помош доколку тоа е потребно. Градот Скопје е град на солидарност кој никогаш нема да ја заборави помошта, поддршката и солидарноста на братскиот турски народ. До Советот на град Скопје испративме барање на следната седница советниците да одлучуваат за хуманитарната помош на настраданите во катастрофалниот земјотрес. Објави денеска на својот Facebook профил градоначалничката Данела Арсовска. Океј, ја тогаш би идел со на сите страни изрази на сочувство, помош сигурно ќе дојде. Дури ми се појави на радар една вест дека група пожарникари тргнале од Струмица за Турција за како помош. Сега навистина ќе бидат потребни екипи прво да се спасат настраданите. Во овие моменти, за жал, ние го имаме тоа искуство, тоа е веќе во ген влезено, знаеме што треба да се направи, знаете, земјотрес, прво се гаси струја,
Второ, кога ќе се смири земјата, се вадат затрупаните. Тие немаат многу време, тоа ќе биде битка со времето, тоа ќе се бројат секунди. Тука ќе помогнат најмногу кучињата спасители. Денеска една жена е спасена благодарејќи на Твитер, нешто да се види и помош од социјалните мрежи. Мобилниот телефон бил до неа, базната станица работела, што е вистинско чудо и добро во овие моменти и на вистина повеќе од потребно. Затоа што она по дурнатините побарала помош. Го напишала твитот, тој се врти сега сигурно ќе ми се појави на радар, иако и не се појавил веќе. Напишала, ве молам помогнете ми, дала некои податоци и успеале да ја најдат и да ја извадат. Првата вест која попладне ме затекна беше дека се неколку стотици загинати, но кога видов дека земјотресот е од преку 7 степени и дека потоа набрзо стигне и авторшокот од 7,6, првиот беше 7,7, што е девастирачки, тоа е катастрофален земјотрес. И сега едноставно народот се што е здраво мора да е на нозе, нема избор, нема бегање. Сега прво да се спасат, потоа ќе друго. Но уште побрзо, зошто помошта е толку потребна и толку итна во овој момент. Се работи за студен бран кој треба да го зафати овој крај, каде што се очекуваат температури од -17. Не треба многу човек за да разбере колку жртви може ова да донесе. Страшно. Мислам, ако седнеш да размислуваш во која состојба се тие луѓе што немаат кров над глава и што нив се им треба, чувствуваш просто немоќ што можеш да направиш. Но јас секогаш сум верувал во две работи. Сила на молитвата и силата на делувањето. Денеска сум благодарен што го имам дарот на молитвата, но ако не можам физички да им помогнам на тие луѓе, можам прокси да им помогнам, да донирам на телефонот за донации и на таков начин, бидејќи Црвен крст е светска организација, заедно со Црвената полумесечина, сега се живо е на нозе, кренато и организирано. Голема територија е зафатена, се работи за жртви, огромни жртви, не само во Турција, туку и во Сирија, и во Либан. И допрва ќе слушаме. Ова се првични информации кои ги добивме. Телефоните е режија, ако идеме со гледачи, ја ви реков, тема не ви наметнувам, но ќе се осврнам на она што е денеска како актуелност во врска со случувањата. Македонија на нога, помош за Турција и Сирија, еве каде и како можете да помогнете. Македонија и македонците се на нога по вестите за катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија. Од сите страни се упатуваат молитви за настраданите и побрзо заздравување на повредените. 40 спасувачи испраќа дирекцијата за заштита и спасување, обучени за 40 спасувачи. Браво! Обучени за барање по дурнатини. Според информација од директорот Беким Максути, тие најдоцна утре ќе заминат во Турција. 8 пожарникари од Струмица, припадници на тимот за пребарување и спасување од дурнатини, USAR тим, ќе заминат во спасувачка мисија во Турција со надеж и верување дека ќе им помогнат на настраданите. Нашите пожарникари се специјално обучени за вакви непогоди, имаат искуство од земјотресот во Албанија, велат од општина Струмица. Веднаш се отворија телефони за донација, се објавија и сметките на Црвениот крст и еве како можете. 143 400 на А1
со секој вртење донација од 100 денари. Двостранска валута за донации, ова е исто така како можете да го направите. Никој не остана равнодушен на страшните слики од погодените градови. Граѓаните повикуваат на солидарност и хуманост. Македонија од секогаш знаела да подаде рака и да помогне. Пунктот за донации ќе биде отворен секој ден од 11 до полноќ, доколку сакате на едно бар во Дебар Мало и така натаму. Не, добро, не знам, тоа завој бетадин и така натаму. И ја супер, одлично, браво на секоја иницијатива. Ја лично ќе се фокусирам на Црвениот крст, бидејќи е институција и знаат најефикасно како да ги распоредат средствата, да ги насочат и да ги транспортираат. Така што мислам дека е ова најдобар начин. Ако треба нешто, ние сме во контакти со турската амбасада, сигурно и турскиот народ и турската влада ќе се обратат. Така што еве само карта да видите како се прошири сеизмичкиот бран. Од ова што го гледате е бранот како помина низ цела Европа. Погледнете, навистина се почувствува, се проширил низ цела Европа. Погледнете. Она што, за жал, се знае на работа дека земјотрес може да се предпостави, но не може да се предвиди. Никој никогаш досега не предвидел. Секој предпоставил, нагласувал. Постојат региони во светот каде што се знае дека ќе удри земјотрес, како огнениот круг на Пацификот, нели, на кој лежи Јапонија, Калифорнија. Таму е прашање не дали ќе има земјотрес, туку кога. Исто така Турција е на трусно подрачје, а кога и како ќе удри земјотрес, тоа никој не може да знае. Дури може би единствено ако некој по некои назори да рече во наредниве 6 месеци, но да и тогаш. Што можете да направите? Ја навистина, еве, не знам, кога некој би ми рекол ќе има земјотрес, што можам да направам? Навистина, што можам да направам? Да спијам надвор? Знаете, снимките од Турција, 7,7. Ако мислите дека надвор е нешто, мислам, пропаѓале се кревала улица, се отварале дупки. Земјотресот во Токио толку бил на почетокот на 20 век, едва и постојат и фотографии од тоа, што се отварале огромни дупки кои голтале цели куќи, цели населби. Едва и дали има и некакви сведоштва. Добро, телефоните се отворени, режи ако има некој можете да вклучите, Виберот го имате на располагање исто така, па повелете, вклучете се во програма. Океј. Дирекцијата за заштита и спасување ќе праќала спасувачи. Едно прашање: каде се обучени тие луѓе и со која опрема располагаат? Јас со глава ти тврдам дека во дирекција нема опрема, освен некој отпад што е останат од Тито. Пишува некој лажен профил, Боби, на мојот лайв стрим, но она што јас би го одговорил, знаеш, Боби, кога ја би бил одговорен, не со опрема, без опрема би отишол. Еве искрено да ти кажам, еве неаме опрема. Но овој муавет се прави пред, не сега.
Еве и да отидат без опрема. Колку спасувачи се во моментов потребни за тој регион? Ја мислам, колку и да и се испратат од цел свет, недоволно. Имаме гледач на линија, немам ништо у слушалка. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програмата. Јас се јавам во врска со ова што го гледам од вас. Работам 15 години на бензинска помпа. Ме слушате? Да, ве слушам. Сакате да зборам ја или вие? Не, ја ќе зборам. Добро. Работам 15 години на бензинска помпа. Дневно во Скопје се троши на една помпа по 17 тона гориво. Само бензин и нафта. Сега, само да го земем пример Скопје, по Македонија, па Европа, колку бензин се троши, или цел свет, колку бензин се троши дневно. И што се враќа назад? А тој бензин се ваде, мислам, таа нафта се ваде од земјата и тие дупки што викате цели населби паѓат доле. Ма земјата е шуплива веќе. Тоа се, не знам, зборови немам. Значи, колку е дупки останало доле шупливи. Земјата е шупля. Јас што гледам на весници таму, препаднала зграда, доле црнил месини гледа кај е зградата доле. Тоа е огромна дупка. Нали ме разбирате? Тоа е. И сега, секој ден се вади, а ништо не, 10% дали се враќа назад. Однос на луѓе, на тие што се менат, на коли, на машини, луѓе, тоа нека е 10%. 90% не се враќа. И колку се вади, толку повеќе земјата е шупка. Тоа сака да кажам. Да имате еден преглед така. Тоа може да го знаете вие. Добро. Тоа. Благодарам. Фала ви многу. Не, фала ви на вас за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. На Вибер имаме јавување, можеш да го вклучиш мојот компјутер. Дали се слушаме? Добро вечер. Да, се слушаме. Добро вечер, Јанко. Повелете. Еве една голема трагедија задеси Турција. Можам само да кажам дека нашиот народ, поготово скопјаните, имаме една ваква слична слика 63-та година и таа солидарност е веќе во нас вткаена, така да ја мислам дека нема да биде во прашање што се однесува до нашата солидарност кон Турција, а и мислам дека Турција е наша пријателска земја. Ете, тоа би кажал, многу ми е жал за народот и Бог нека име, Господ нека име на помош на Турција и на турскиот народ. И можам да кажам само еден поздрав до полицајците што го спречија тоа на 4 февруар што беше во Бугарија. Така требаше да се спротивстават. И вчера, мислам дека или денеска го гледав настапот на Максим Димитриевски, градоначалникот на Куманово. Да, така се бранат интересите, така се брани Македонија. Ете, само толку ти се јавив за тоа, да ти кажам и еве, ако не друго, нека ние една позитива со полицајците што направија на граничниот премин и за Максим Димитриевски, кој стварно ги бранише интересите на Македонија во името на цела Македонија. Без актуелната политика. Благодарам за вашето јавување. Лека ноќ и пријатно. На сите гледачи може да го, па не знам дали има потреба на Рижи, ако сметаш дека треба Виберот да го имаме и тука, во ред, ако не го имаме на стримот наш, дали имаме друг гледач на линија? Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Јас, моје сочувство до сите граѓани, мислам, жители на Турција и на Сирија и, како рековте, и Либан. Би сакала да една реплика, мислам, на Твитер, што ви напиша таа особа, дека објавија кај нас сите 40 што ќе одат се опремени каде што никаде ни во светот нема таква опрема за спасување. Сакате да кажете дека добро се опремени? Молим? Дека
Сакате да кажете дека добро се опремени? Да, објавија дека се најопремени и дека ќе тргнат, дека таква опрема како што имаме ние набавено, сега од кога е како не знам, дека дури во светот нема таква. Добро. Значи тоа да се демантира затоа што има, како што рековте, лажни профили на луѓе кои што можеби и се ситат ли како е, од кои побуди. А И може сами и они не не е знаат. информиран, може нешто разбрал пред 2-3 години, а меѓувреме да имало донации или доопремување, како и да е, радува фактот, еве вие што кажувате. Вие Да, ова за меѓутоа- сигурност го знаете или прочитавте дека Не, објавиле они? тоа имаше на телевизија, не знам на На кој телевизија, добро, Да, добро. да. Не сум стигнал се да проверам, Па- ќе го видам и тоа. Да, баш тоа, пошто вртам на секаде и баш така мислам, пресекна што стварно така се опремени и дека така ќе тргнат. А како и што рековте, и со гола рака да се оди, и лјадници да отидат, сите ќе бидат од помош луѓе. Значи, Така. тоа би сакала да кажам. Па Многу ја ви ви благодарам. благодарам, еве како да кажам, вашето јавување го чувствувам, го разбирам како сочувство, како солидарност, Па како како поддршка. не, од Убаво од и рано- човечки од ваша страна, како и од другите гледачи што се јавија. Јас, да, Да. да ви кажам, јас ете и порака по телефон пративме пари, меѓутоа јас се сеќавам 9 години, значи сме го доживеале тука, тоа и среќа сме останале живи, меѓутоа како што рековте, ние сме први кои што стварно се со нив се соживуваме затоа што тоа сме го почувствувале. И сме имале помош исто од цел свет како што кажавте. Да, ја добро, благодарам за јавувањето. Уште Благодарам, пред убава години кога почнува со емисијата и кога се случува, кажав една работа дека Скопје мора да има некаков фонд кој било каде да се случи земјотрес у светов и да падне, не знам, било какво парче, по автоматизам, без ништо, испраќање помош таму. Знаеш, она, како прокси, како антивирус, на ничие одобрување. Само затоа што Скопје, од благодарност кон светот за солидарноста што ја добива, тоа е најмалку што може да направи за да врати. Ние сме бедни, јадни, финансиски, технолошки и така натаму, но и нашата помош може да биде драгоцена. Знаеш, во сето тоа, еден човечки живот да биде спасен или помогнат, завршена е работата. Добро вечер за следниот гледач. Добро. Во моментов има. Добро. Имаме и Вибер горе, све окей. Да, го има Вибер и Вибер бројот. Имате и Skype јавување, имате и телефоните, имате и джибе. Доста ви е за комуникација имаме сосема доволно. Окей. Јас имам и некои лайвстрим линкови кои во живо прикажуваат што во моментов се случува на терен. Момент. Ќе отворам да видам, зависи кој тоа го... Значи идеме во живо, ад хок како доаѓаат вестите. Видеото е веќе тргнато. Ова да ви кажам дека многу од видеата кои ќе ги гледате со драматични снимки ќе бидат тргнати, дури и намерно. Мислам дека YouTube е политиката тоа, бидејќи на тие снимки може да се види нешто што не би требало да го види. Например, некоја жртва, дете или нешто толку драматично што може да направи проблем. Друго е кога тоа ќе се процесира преку служби и ако треба некој да дознае нешто, тоа да иде на пат како што некои професионалци, стручни служби знаат како се комуницира со семејства на настрадани и така натаму и така натаму. Би било страшно. Бидејќи, колку што разбрав, имало и наши деца таму, кои за среќа не биле зафатени или не знам, така што
Ќе видиме. Да видиме што, дали некој од медиумските куќи изгледа ги прекинуваат. Ситуацијата е многу подраматична од што мислевме. Толку близко два афтершока да се случат. Имав и неколку видеа. Добро, тие видеа горе не се... Ај, јас ке ги пуштам од овде, не е проблем. Мислам дека тоа видео е... Ај, имаме гледач на линија кој сака да се вклучи. Режија, дај го. Добро вечер, повелете, во програма сте. Јанко, добро вечер. Добро вечер, Виктор, повелете. Викторе Василевски од Скопје. Повелете, господин Јас имам Василевски. 39 години и сум скейтер, возам скейт 21 година. Не ве слушам, И- господин. Да, повелете, не ве чув. Да, извинете, јас викам возам скейт 22 години. Скейтборд. Добро, Сум професионалец. добро. И, сакам, ја напишав на лайв стримот, сакаме на работа до сите медиуми, пишував, правев, пустев, треба да се разбере една работа дека во солидарноста не треба да има селекција. Приметив денеска дека се слушаме така? Да, да, одлично. Приметив денеска дека премногу медиуми, луѓе и така натаки на площад ставен штанд само со едно знаме на Турција, сепак сочувство и до турскиот народ и до сите народи. Меѓутоа, сметам дека солидарноста не треба да има селекција, треба сите сме луѓе на крајот од денот кога ќе ни потече крв, не пише дали си македонец, турчин, србин, албанец, кој да си. Тоа е една работа што сакам да кажам. Зашто? Бидејќи јас со 50 евра во джеп сум бил до Хонг Конг и назад. Преку Доха, преку Ченгду, Хонг Конг, Доха и назад. Сум бил, можеш да замислиш, од Македонија, значи ние се сметаме за православна земја, значи сум бил дури до Хонг Конг со 50 евра во джеп и 5 сендвичи од рептил. Ова секаде го говорам, тоа искуство јас цел живот ќе го носам со себе и на сите луѓе и деца и внуци и праднуци ќе го кажувам. Зашто? Бидејќи кога патуваш така, сам поготово, со толку пари во джебот, луѓето што те пратат многу луѓе, сакам ова да го слушнат, оддамна не сум се јавил, прв пат кај тебе се јавувам, мислам, на други емисии сум идел по телевизии. Ти благодарам. Кога ќе се соединиш со луѓето, значи ние сме скейтери, нас не третираат како уличари, не, меѓутоа може да се каже дека ние имаме таква култура. Отворени луѓе сме. Сме се солидирале, сме си собирале парите, кој колку има, кој како има, и сме јадели и пиеле. Никој мене не ме прашал дали сум македонец, албанец, американец, русин, тајванец, африканец. Значи, леле, луѓето треба да сватат една работа. Постојат само добри луѓе и лоши луѓе. Јас само тоа можам да го кажам. Големо сочувство до сите што се случи ова. Поздрав до твоите гледачи што те следат и ви благодарам на вниманието. Ја, Виктор, тебе ти благодарам за овие убави зборови. Космополитизмот е голема работа. Стварно, ова е мала школка, ова е вселенски брод, ова не е бесконечна планета. И многу убава реченица кажавте, ќе се обидам и да ја запомнам, а тоа е солидарноста мора да биде неселективна. Лека ноќ и пријатно до вас. Да, навистина, нели има многумина кои велат, турците ни се пријатели. Јас се сеќавам колку имаше дури говор на омраза кога во Албанија имаше, или например за пожарите во Грција. Ако така име, мислам, тоа е толку погрешно на толку многу нивоа да дури ми е дегутантно и да го објаснувам. Ако треба некому да го објаснувам, подобро нема да го објаснам и ќе си останам со своето, па хејтејте. Добро вечер за следниот гледач. Јанко, добро вечер. Повелете. Се јави во врска по повод ова земјотресо,
сочувство до загинатите и имаме еден предлог за како да му поможиме на населението таму. Овој број што го истакнавте вие, Тоа е број од Црвен крст. така, добро, не е лошо, мислам добро е. Ама имам ја еден предлог. Например, ние, пензионери, сме најотепани во сите, да речеме, ама можеме да одвоиме и ние по некој динар. Пример, ја имам 12.000, ја 100 денари, ако одвам од пензијата, 2 лева, мислам, не е голема работа. И то да биде процентуално, да речеме, тие што зема појќе да му се даде. Ама то да биде со некако законски спроведено. И појќе ќе се собера така пари, одошто на доброволна база. И така некој, ако има фаза, нека преко Црвен крст нека да е. Ама на овај начин и овие вработени што се да речеме во предпријатие едно друго, и тие на ваков начин, мислам дека како парична помош многу ќе се собери и ќе се придонеси за населението во Турција. Тоа е од земјотресот се сеќам ко беше во Скопје, беше 63 година, а ја 67 замина во странство и тие таму од кај си шо си не може да се сета. Ако му кажав дека пред неколку години се случи земјотрес во тогашна Југославија во Скопје и одма се сетија. Значи знаеле на многу и подалеку. Цел свет тогај е помогна за Скопје. Така да ние не треба да останеме неми и глуви. Толку, Јанко, од мене и поздрав. Благодарам. Благодарам многу за јавувањата, благодарам на сите до сега и само вие да сте вечерва завршивте работа затоа што кажавте убави работи. Навистина не знам што би требало, знаете, има и стримови, има и фотографии, не знам дали е во ред воопшто да ги пуштам, ја навистина човек сега 100 пати се потпрашувам, значи може да биде некоја предраматична снимка, па знаете, луѓе се и загрижени и подраматично. Ова е некаков документарец за жал, оние документарци со сведоштво не е Скопје 63-та, да. Еве го тој оригиналниот филм од Вардар филм, кој го направија тогашна Југославија, го направија за Скопје, за солидарност. Ова е после земјотресот, како се организираат од сите можни екипи, па дури оние за да снимаат што се случува, да се организира некаков живот неколку месеци подоцна, да можат луѓето нормално да профункционираат и така натаму. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро. Океј, нека иде ова. Jer mislimo da je vaše mišljenje u ovom slučaju najvažnije. O tome će vam još nešto reći i član naše ekipe, a vaš sugrađanin, drug Kočo, netko koji je kao i vi doživio zemljotres. Drugari i drugari, za Vidovec ovaj naš government-held territory and the country's last opposition-held enclave, which is surrounded. Те молам. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Не знам што е темата, на слепо се јавувам. Као и секогаш. Сакам да ти дадам една информација, како редовен поранешен гледач. Палам телевизорот и нема ТВ Сонце кај мене. И сватив дека да ја знаеш таа диверзија што ти ја прават на емисијата. Значи, кога се префрлив на нов пакет и во пакетот има, например, кој сакаш да ги гледаш телевизии и наместо да ја става твојата ТВ Сонце, мислам, како се вика, телевизијата, во оној пакет, нели, на македонски телевизии, сите што се ставени, ТВ Сонце е избацено на страна со некој бош програми и за да го земеш тој пакет, само ТВ Сонце е издвоено.
додиш до А1 и да ја видиш таа информација, тоа го забележав и не знам што да ти кажам друго. Јас ти благодарам многу. Ова информација е многу стара, уште пред јас да дојдам тука. Иако ја не сум вработен, нити имам ингеренции, јас само ја реализирам мојата емисија. Не го знам, фала ви. Значи, ова е елаборирано мал милион пати во емисијата и на телекабел, па ако се закачиш, ни толку нема да гледаш од Јади Бурек или програмите. Не да знаеш дека влие на гледаноста. Све ми е познато и да ти кажем, ми прави чест и задоволство. Не е добро, треба и ова е телевизија во Скопје, во Македонија, не смее да ја одвојуваат од другиве ТВ станици. Ако, филозофски, јас се согласувам. Филозофски се согласувам. Тоа е малце дискутабилно и што да кажам, не е добро. Јас ти благодарам за јавувањето, фала за информацијата. Не е лошо вака од време на време. Ја го сваќам како лична поддршка пред се. Поддршка на она што го работам. Се надевам дека и колегите од телевизијата го разбираат ова како поддршка за телевизијата. А зошто, како и така натаму ние сме маргинализирани до крајност на негледливост према особено телекабел, тоа е прашање кое за жал ние не можеме да го решиме. Постои еден правен вакуум со кој они се правдаат пред Агенцијата за аудиовизуелни и пред Советот за радиодифузија дека си иде програма и ќе им пуштат снимка у 4 сабајле, но кога иде Јади Бурек не може да се гледа ништо, затоа што имало тогаш се јавувале некои пречки заради прегромен број на луѓе кои се закачувале, а тоа бил некој систем кој не можеле они да го надградат, дрндарни јариња кои ја не можам да го решам. Не знам дали може некој да го реши, моја вина не е, но тоа е тоа. Тоа е тоа. Инаку темата е вечерва, нема тема, значи може секој да се јави за било што, а ние ги проследуваме реакциите на граѓаните на Македонија, па и широм светот. Имавме и од Нов Зеланд јавување за она што се случи во Турција. Ова е документарен филм снимен 63-та година за... Не знам точно кога е снимен, но е за 63-та година по земјотресот. Како Скопје се закрепнуваше, како се ревитализираше, како Скопје застана на нозе и со чија помош. Прво, да знаете една работа. Скопје се крена благодарејќи на нашите баби, дедовци, мајки и татковци. Овој народ, овие луѓе, скопјани, добивме огромна помош од Југославија, добивме огромна помош од светот и ние сме благодарни за тоа. Но овој народ, овие граѓани, они се беа носечките. Они ја преживеа трагедијата, не ги закопаа мртвите, они ги залечија раните и они го градеа Скопје заедно со помош на целиот свет, вклучително и на тогашна Југославија. Никому посебно, никому одвоено, секому благодарност, но јас секогаш сум викал. И овој град, и оваа земја не ни ги изградил никој, ги изградил македонскиот народ. Без оглед кој бил тогаш на власт, кој е денес, кој ќе биде утре. Нам никој ништо не ни прави. Некогаш сме имале подобри услови, некогаш помалку. Марсовци не доаѓале да прават. Марсовци не плаќале данок. Ние сме плаќале, ние сме граделе, ние сме правеле. Така што солидарноста не да има смисла, не да има суштина. Не е тоа само празно да си ја смириш совеста, имаме ситуација, така и така е, дај да помогнеме рете. Дури и така, помогни, затоа што не знаеш
колку ете таа мала една разлика што се може да донесе разлика, да помогне. Истото го сметам и за молитвата. И молитвата, конечно, не секој има. Не секој може. Тоа не значи дека некој е подобар, некој е полош. Тој што не може, може секогаш да се моли. Ако некој има само кришка леп и ја пресече на пола, како ќе им ја даде на тие? Но доволно е што ја има желбата да го сподели. И ако не може поинаку, може со молитвата. Затоа што 90% од човештвото на планетата верува во Бог, во надприродно, во Креатор и верува во молитва, без оглед од било која религија да доаѓа. Да погледнам да видам дали имаме некакви дојави. Не, сега за сега. На лайв стримот. Боби вика, моментално те гледам на телекабел. Боби, фала ти многу. Јанко, следна тема да поканиш некој од дирекцијата и да презентира со каква опрема располагат, инаку морам да пишувам друг профил, нели знаеш, ако пишам од мојот, ке ми изеда толку од мене, те разбирам. Иако, драг Боби, се јави една господја која рече дека имало на телевизија каде што рекле дека пожарникарите што тргаат во овие биле изворедно добро опремени. Сега дали е тоа дирекцијата или не знам, но во секој случај ќе го. Јанко, имам пријател Турчин, Никола Петровски, вели. Имам Турчин на Фейсбук, добар е, многу нив им значи нашата морална помош. Донирав на 143400 и тоа е се што можам да направам. Му кажав дека донираме по €1,5, беше пријатно изненаден и благодарен. Никола, твојот пријател, верувај дека во овој момент повеќе му значал твојот збор од што твоето евро. Значи, ако имате некој и ги искомуницирате, знаеш, во чувство на таква трагедија, кога се случува и мислиш дека е катаклизма крај на светот, да чуеш пријателски глас, немаш појма колку може да помогне. Јас сум бил во пар живото загрозувачки ситуации како дете, кога изгубив слезината, кога ме прегази кола и кога бев на инфаркт. Кога го доживав инфарктот, додека ми ставаа стент. Мал технички проблем. Океј, како знак, Јанко, не јади бурек, за ова не треба да збориш, нема да зборам. Сакам само да кажам дека во тие моменти и тоа како пријателски глас, молитва може да помогне како било ништо друго. Имам 10 коментари, но не можам некако да стигнам до сите. Ке се обидам да видам дали можам да ги видам. За жал, стримот има малце една чудна особина кога иде на Facebook, не можам да допрем до сите коментари, ако има овдека преку 10 коментари како што читам, но има спремни луѓе во Македонија, спасувачи, качувачи, алпинисти, и така натаму. Секој си има своја опрема. Така пишува Далибор Дамески. Има спремни луѓе во Македонија. Секој си има своја опрема. Да, јас сум у кадар. Извинете, јас си свртев глава, читав, мислев дека го читате и ви. Не е битно, добро, помина.
Одиме со следниот гледач. Добро. Супер. Жал ми е што не го видовте писмо, поддршка и секој може од джеб, кој колку сака. Солидарноста не познава селекција, стави и за Сирија. Виктор Василевски, навистина, не знам, еве, се јави во емисија, еве, што е ова на мојот профил? Значи, ве молам, стварно имам премногу, немојте лекции да ми држите, не па мене. Еве, Виктор стави и за Либан. И во Либан има жртви. Значи, гледате да помогнете, не да не држиме лекции на сите. Инаку се согласи со тебе, многу убаво кажа. Не селективно треба да биде. Така? Океј. Добро, во овие ситуации човек кога е немоќен обично знае да сакаме да им кажеме на другите што треба, како треба. Подобро би било да видиме, да помогнеме, да видиме дали можеме да му пренесеме на некој пријател што не е информиран. Океј, бидејќи во моментов немаме, одиме и понатаму со филмот Скопје 1963 година. Да. А имаме гледач. Извинете, мене ми рекоа од режија дека нема. Добро вечер, повелете. Добра вечер, Јанко, добра вечер, Македонија. Се јавив да ти искажам поддршка на емисијава и повикувам сите македонци да се јавуваат во вакви емисии со цел и како телевизија и како емисија да ве поддржиме, пошто да не остане нешто македонско во Македонија, пошто ве чудна работа е како македонска телевизија во Македонија, кабловски телевизии да не ја пренесуваат. То покажува колку тие, дали надвореш, дали домашни газди на кабловски телевизии, колку почитуваат Македонија македонски. Сум се прашувал годиниве, како може тие кабловски оператори да ни нудат странски, тујги телевизии, па и антимакедонски телевизии да има на тие кабловски телевизии, па да има дури оние перверзни канали да пренесуваат, а ваква македонска телевизија да не ја пренесува. Тоа е знак на големо понижување на нас македонците во Македонија, во наша држава македонска. Па се надам дека конечно и како гледачи ќе биде зголемен бројот на оваа телевизија. Молам? Не треба од ова аудио. Ама човекот треба да биде у програма, не YouTube. Јанко, одам во програма? Да. Да, во програма сте, ве слушам. Добро, ти јас рекав нешто кон мене да не велиш. Значи, чудно ми е како овој знак дека колку како народ, како македонци, ќе се почитуваме во своја македонска држава, толку другите ќе не почитуваат. И конечно, да не бидиме лицемери пред Гоце Делчев дека Гоце е наш, ваму таму парите се вакви не негираат, а всушност дел македонци се најголеми негатори на Македонија и на се македонско, со непочитување на наше македонско, дали музика, дали символи национални, историски, дали на наша држава македонска, најголем проблем се дел македонци кои се одродени. И што е пример, ова телевизија не ја гледаат, а гледаат, имаат време за туѓи странски телевизии, но за македонски телевизии, за македонски наши великани немат. Јанко, мислам дека на денешен ден е упокоен Глигор Прличев. Годишница е од негово упокојување на денешен ден. Ајде, ако не ти е мака, заслужува Глигор Прличев да го спомниме. Така сега ми текне во моментов. Вчера негде, вчера денеска случнав, и тоа е заслужен, а и него ни го присвојуваат бугарите. Ама ни го присвојуваат за жал кај нас толку не си го вреднуваме. Мислам дека е многу убав филм сниман во време на СФРЈ, наша Македонија, филма си го снимаше за Глигор Прличев, кај што во црква во Охрид ги повикува нашите македонци
да не се пограчуваат, да си чуваат македонски јазик и македонски идентитет. И тогаш дел богаташи во Охрид го по заповед на грчкиот владика даваат пари на отоманска власт во Охрид и таа го апси Глигор Прличев. И мислам дека беше го праќаат во Дебар, таму во затвор, но таму нашите македонци успеваат да го ослободат и тој после се крија, оди во еден манастир каде имаше дали албански православен владика, игумен, не знам што беше. Тој му вели во филмов на Глигор Прличев: зашто, вика, мразиш, вика, грчко, вика, грчки јазик. Тој вика, и сега ќе го цитирам Глигор Прличев, во слична ситуација сум бил јас овие години во независна Македонија, да исто прашање или иста клевета ми постават дел македонци кон мене. И, значи, и тој вика вака: јас, вика, не мразам ни грчки јазик, ни грчки народ. Туку сакам мојот македонски народ да се изборува и да пие на својот македонски јазик, како што Славеот си пее својата песна. Години јас како тале сум имал така прилика да ме наклеватат луѓе дека јас наводно велам, сум мразел Србија и српско. Не, јас, исто како Глигор Прличев, што пред само колку години, некаде пред 100 и нешто години, се бранал себе си и своје наше македонско, така ќе кажам. Добро. Се што е тој го почитувам, музика, спорт, држава, јазик, црква. Благодарам. Не функционирам денеска. Не. Ништо. Окей. Вечерва ја ти благодарам за јавувањето. Гледачите претежно се фокусирани за молитвата, помош за настраданите, земјотресот и паметењето на онаа трагедија. Ја и реков на почетокот на емисијата дека по инерција работат моите редовни следачи, едноставно темата или она што вие ќе го наметнете, секако нема проблем, бидејќи реков слободно говорите за што сакате, но мислам дека несоборно, не емпатиски е кога некој страда да правиш муабет за свадба. Сега не е свадба, ама навистина, не знам, која е поента вечерва кога сите зборат и сочувствуваат да збориме за македонска музика и култура во овој момент. Во ред. И тоа е во ред. Ви благодарам за јавувањето и поддршката, знам дека ја имам, но ние продолжуваме понатаму, одиме со следниот гледаш. Добро вечер. Добро вечер, господин Јанко. Повелете. Долго години не сум се чуле, јас јевам од Штеп. Повелете. Саушеше за сите загинати у Турција. Тоа е страшна работа. Страшна работа. Дај го мојот Много компјутер. луѓе загина. Тоа е тоа, господин Јанко. Сауше на сите погинати од мене од Штеп. Како сте вие, господјо? Добре сте? Добро бе, господине Јанко. Добро, мило ми е. Само едно сум револтирана од ја од Штип се јавувам. Не беше у Скопје за Гоце Делчев. Не ми се бин сашо. Беше толку полиција, толку глупости. Не ми се допадна, господине Јанко. Преведејќи тие граѓани у Скопје, треба сите да си подадат очет на великано Гоце Делчев, ама шо беше, тоа беше. Овај што се ви претходниот тале на Нова телевизија го слушам, јас го поздравувам, он реално човек зборе, ама некој не го разбират. Фала ви, господи Јанко, за се. И ајде у Турција, да биде убаво, господи Јанко. Ајде да нема жртви. Фала ви многу и пријатно.
Благодарам, господјо, ме радува што сте живи и здрави и со добро здравје. А ова се некои од страниците кои ги донесуваат и ги прикажуваат каде биле епицентрите од земјотресот кој се случи. Далеко од нас, многу мина него ни почувствува, но емоционално и тоа како го почувствувавме, наистина катастрофален земјотрес. Она што можам да го забележаме, како се одвива ова. Последниот е на 6.2.12.02 UTC во Ѓоксун, Турција. Па исто, во Турција. Не можам во овој момент, ова не е баш некоја најдобра, но во секој случај ќе ми интересира, знаете, дали ќе има ова некаков баунд ефект, ребаунд ефект низ целата планета. Она што ме фасцинира во овој момент е што некаков земјотрес се почувствувал во западна Сенека во Њујорк. Дали ова државата Њујорк или... Да, во Њујорк. Како што... State of Њујорк. И дали ова сега се случи, толку е силен земјотресот да на целата планета ќе сврти некој круг, како цунами тој бран ќе се почувства. Иако не е многу, магнитудата му е 3,8, што значи скоро и не може ни да се почувствува, освен со мерни инструменти. Да видиме, последниот во централна Турција е 6 степени. Малку подалеку, но сепак близко до местото, каде што се случи, што значи авторшоковите има големи тектонски поместувања во Турција. Тоа можеше да се види и од разрушените автопатишта, каде што имаше фотографии од автопат кој е просто поделен на половина, како на половина разделен едно од друго. Само да видам што сум си препратил од немам таква фотографија во моментов, но има една драматична фотографија моменти на рушење на згради во живо. Значи, додека идат, им се случува еве како Guardian што објавува, погледнете го рушењето на оваа зграда. Значи, ова е после, гледайте, но овде кај, страшно, не знам што да кажам. Ова е пред 10 часа снимено. Ова е вториот земјотрес од 7,7 и тоа забележане во живо на телевизија. Значи, ова е вториот земјотрес. Првиот бил и појак. Има некои научни објаснувања дека до сега не се памети ваков авторшок или не го велаат дека е ова авторшок, туку дека е Пушти го, ќе го пуштам звукот.
Hemen bir anne çocuklarını almış. Gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Gel sen de çabuk gel, çabuk gel. Bırak onları gel, bırak onları. Şöyle açık alanda bekleyin, açık alanda. Korkma, korkma bir şey yok. Korkma bir şey yok, geçti. Bana bak, korkma. Bana bak bir şey yok. Bana bak, iyisin. Tamam, korkma geçti. Tamam. Evet, artçı sarsıntılar devam ediyor. Oraya doğru geçmeyin. Hemen. Annenin yanına gelsen. Geç. Evet. Artçı sarsıntının ardından. Görmüş olduğunuz gibi. Vela дека вториот бил кумулативен земјотрес, така прочитав, на англиски се обидам да го... Што и да значи тоа, вика, до сега вакво нешто не е забележано. Јас знам за авторшокови, но ова не го карактеризира како авторшок, туку како нешто сосема друго. Океј, продолжуваме понатаму, дали имаме некој на линија? Вред. Еве, за истово и CNN известуваше и го објави. Можеш тоа да дадеш? More than 1,600 people were killed and thousands were injured when the massive quake struck Turkey's Gaziantep province early on Monday morning. And with an unknown number of people still buried beneath the rubble, that number could rise dramatically. We do not know how far the number of dead and injured will rise, as debris removal works continue in many buildings in the quake zone. Our hope is that we will recover from this disaster with the least loss of life. Rescue workers frantically searching for survivors in bitterly cold temperatures, but even as they do, major aftershocks are rocking the area. CNN's Scott McLean is following developments, joins us here in London with the latest on that. And these aftershocks are massive, aren't they? Yeah, the number of challenges here for rescue workers, Max, just continues to multiply, really. These aftershocks, under any other circumstance, had there not have been a 7.8 overnight, you would call them massive earthquakes on their own. So you had the 7.8, which happened after 4 o'clock in the morning, and then just about 2.5 hours ago or so, you had another major aftershock that was a 7.5. And just to put that into context, that is the strongest earthquake, stronger even than the last really substantial earthquake in Turkey, which was 1999. That was a 7.4, and that one killed 17,000 people, left 500,000 people homeless. So it just gives you a sense of what we're up against as these rescue workers are battling not only the constant tremors and smaller earthquakes, but also the risk of major aftershocks like this one, plus the cold weather, plus the snow. I just want to show you a piece of video that we've gotten in not long ago from Malatya. This was from the most recent aftershock there. This is a reporter with a Turkish channel called A News, live on air when it seems like clearly they realize that there's more shaking. They hear the sounds and then start running. So I'll play the piece of video and then I'll translate what the reporter says. Watch. Güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Evet, şu an Kaz'da arama kurtarma çalışmalarına doğru giderken the sounds there, Max, are absolutely terrifying there. So the reporter here is saying as we were heading to the rubble to film search and rescue efforts, there were 2 consecutive aftershocks with a loud noise, and the building you are seeing on my left was brought down to earth. There's lots of dust. This local resident here, he is covered in dust. Some really terrifying scenes. And we also have updates on the number of killed and injured. More than 1,000 now in Turkey alone who have been killed, according to the authorities. More than 2,800 buildings have been demolished, have collapsed. So you imagine what happened there. You imagine at each one of these sites that we're seeing the pictures of, multiply that by 2,000,
and 800, and you can imagine what potentially the death toll is going to be here, especially since this earthquake, the initial one, took place overnight. There are more than 7,000 injured, but President Erdogan made clear earlier today that they simply don't know how many people may still be trapped underneath of the rubble. Obviously, there is aid coming in from around the world, the rescue workers from around the world, around the country, to try to get there, but these things take time, and with these really bitterly cold temperatures, nothing can happen quickly enough, given that, of course, it would be extremely difficult for someone to survive underneath the rubble, very likely badly injured in these kind of temperatures, which are right around freezing for significant periods of time, Max. I've just seen that the UK has been asked by the Turkish government for search and rescue teams, and they're sending 76 personnel apparently, but they're particularly looking for seismic listening devices, concrete cutting and breaking equipment. This is a sort of kit that they need in the next, few hours, really, don't they, in order to get those people from out under the rubble? Yeah, that's absolutely right. And even when it comes to more basic things like that, like just heavy machinery to try to pick through some of the debris, if in fact there is someone trapped that maybe they can get to, these things are readily available in big cities like Gaziantep, which, by the way, has the highest death toll right now, more than 200 people killed, or at least 200 people killed, I should say. But one of the concerns is that a lot of this equipment perhaps isn't found as readily available in some of these smaller towns and villages closer to the epicenters, where perhaps the search and rescue efforts are much more rudimentary than they are in the big cities. Now, hopefully a lot of these towns and villages don't have the kind of high rises that we have in some of the bigger cities, but remember, 1999 was a real wake-up call for Turkey, and that's when they started to really get smart on building codes and make sure that any new builds were according to sort of earthquake-proofing standards. But in these smaller towns and villages where you have older buildings, perhaps not up to the same kind of codes, that's where there's plenty of concern that the death toll could be even higher, and we just simply don't know about it yet because the mobile connectivity out there is not great at the moment, Max. Okay, Scott, thank you. In Syria, officials say at least 592 people have died in the quake. Syria's state news agency says most of the damage and deaths were in and around Aleppo, near Syria's northern border with Turkey. There are also casualties reported in opposition-held territory in Syria's northwest. Rescue Не идеме во живо, префрли ваму во студио. Добро е што не ни го пресекоа стримот, но нели, кога пренесуваш CNN или BBC, ајде да не забегуваме у други работи, не пренесуваат, иако е оваа снимка од некои 9 минути, каде што не е важно, успеале да соберат добар квантум на податоци и многу точни и прецизни информации за случувањата, што е клучно во овој момент, бидејќи не сите луѓе ќе можат се да гледаат кој што ќе фати, така што не знам, еден BBC или CNN или NBC, зависи кој е на терен, може да биде од клучно значење што и како да се реагира. Бидејќи ние можеме да претпоставуваме, да импровизираме, да сочувствуваме, но службите, државите, организациите, воените организации прават проценка што како. Знаете, го видовте вториот авторшок. Замислете, нели, сите очекуваме после првиот земјотрес, катастрофален. Згради се рушат, луѓе затрупани, истрчуваме сите да им помогнеме на страданите, на оние што се закопани. Неколку минути или час после тоа се случува втор авторшок. Значи, потребни се анализи, а за земјотрес е многу тешко. Ова што се случи, вториот земјотрес, кој е само за 1 степен понизок, не е земјотрес, бидејќи главниот, туку е некаков си кумулативен, не знам што и да значи, треба да го проучам прв пат, бидејќи заради Скопје, историјата на Скопје, нешто се разбирам од општа култура, нели, да прочитам што, како, што биле гости кај мене, луѓе кои се разбираат од таа, од оваа струка, од оваа наука, поточно, така што ја пак велам.
ние како лаици само треба во овој момент не треба никого ни да прозиваме, ни туку само да се прашаме како и со што јас можам да помогнам. Пари немам, не сум способен, мозокот ми работи, молитвата ја имам. Имам 100 денари, ке свртам и ке донирам. Имам фирма која утре едента или на мојот сметководител му праќам уште вечерва, утре са бајле штом платен промет се отвори, од нашата сметка донација пуштете средства на овие. Одстранство и така натаму. Утре може ќе се отворат пунктови. Се сеќавате како им помагавме на србите во оние катастрофални поплави. Значи, може би и такво нешто ќе направим. Сигурно ќе бидам меѓу првите кои ќе се обидам. Не знам како, не знам што. Но во моментов не правам план. Која ќе дојде и ќе реагирам. Бидејќи, нели, не можеме да бидеме најпаметни и се. Постојат сепак организации, постојат и институции, и Центарот за управување за кризи, Црвен крст, полиција, војска. Сите они имаат сценарија за вакви работи и ако не реагираат во момент, не треба ние да реагираме или да прозиваме, затоа што замислете колку спасувачи може би настрадале во тој момент кога се случил вториот земјотрес, ако не се направила правилна проценка. Па и пристапување, па доаѓање екипи. Понекогаш и се чека може би и 24 часа, па да почне искупување. Не знам, значи ова зборам на памет, да дојде куќето, да се направи, па сондирања, па опрема. Се вадат луѓе од урнатините и денови после земјотресот. Бидејќи сега авторшоковите можат само да се смируваат. Одиме да догледа, ако немаме никој на линија, претпоставам дека немаме. Нема. Одиме да догледаме што се информациите кои CNN ги објави, да видам кога. Ова се од пред 5 часа. Crews across the region are desperately trying to search or reach those stuck under the rubble of fallen buildings. Earlier, they managed to pull this young boy out from the rubble in the city of Idlib. Salma's been monitoring all of the Syrian movements, and well, sadly, they've got experience of this, haven't they? Groups like the White Helmets know exactly what they're doing in these situations. This is an absolutely catastrophic event for a country that's already been devastated by more than a decade of war, Max. You heard there from my colleague Scott about how Turkish authorities have really been preparing for a huge earthquake now for nearly 2 decades. They are trying to bring up building codes. They are trying to make sure that people are safe. In Syria, the exact opposite has been happening. There's been a civil war that's literally rattled the country, destroyed its infrastructure, targeted hospitals and clinics. And you have to remember that the civil conflict is very much playing out here on the ground as this earthquake happens. In its aftermath, you have 2 different authorities on the ground. You have the regime-controlled areas, the government-controlled areas. They're receiving help, of course, from Damascus. And then you have the rebel-held areas in the north. Help, of course, from Damascus. And then you have the rebel-held areas in the north. Режија? Окей, благодарам. Ова ви се телефоните за донации. Само да кажам една работа. Згради стамбени видовме како паѓаат, како да се од карти направени, а некои згради не паѓаат. Мислам дека Ердоган има мостон на Босфор, сега карикирам, извинете, малце гнев ми доаѓа. Знаете, она урбанистичка мафија, она што најмногу не плаши у Скопје, бидејќи уште не сме ние го искусиле тоа, а тоа е каква е градбата. Скопје, кога се градеше после 63 година, Кензо Танге, бидејќи Кензо Танге го викнавме затоа што е таков бруталист кој гради не убаво, туку да изгради здраво. И у тој момент сметавме дека така ни треба. Со години сакаме малци и естетика и така натаму. Но прашање е, дали новиве градби, дали овие сите што добиваат дозволи, имаат и сертификат од
Заводот за сеизмологија. Знаете ли, мислам дека можеби најголемите, најскапите згради се можеби најбезбедни. Еве да речем, ја искрено верувам дека овие најнови големи турциве што ги градат овдека поминале многу филтри затоа што имам информации дека поминале. Ама не знам за овие 4-5 катни згради, дали се на искуство, дали се на жими мајка, што еден земјотрес пак ќе се случи во Скопје. Велат на 500 години, можеби порано, можеби. Тогаш ќе ги видиме искуствата. Но треба ли да чекаме и тогаш да има... Тогаш, ако се срушат, не знам што ќе биде. Иако, важи Скопје за безбеден град, градски зид. Новите градби дека се градат сеизмолошки, а тоа е длабоки темели, армиран бетон, што возможува зградите да се клатат. Пардон, се извинувам. Значи, клатењето на зградата е добро. Зграда која не се клати при земјотрес, таа се руши. Зошто? Крута е и не може да направи дисперзија на енергијата. Сега не се правам паметен, сега нешто да ви совам памет. Ова е од гости, од научници што биле кај мене и што збореле за сеизмологија. Така да од нив научив, само пренесувам. И они ќе го потврдат тоа, можеби тоа се сизмички инженери, инженерите, архитектите, ова го знаат, оние што градат сизмички и така натаму. Одиме со неколку фотографии од денеска, еве ги спасувачки екипи. Ова е, ако не се лажам, куќа спасувачко е треба да е... Ова е сега од Турција или од Албанија слики? Од денеска од Турција? Добро. Само тоа ми требаше информација, кој ги добив од режија. Белгиски волчјак, кој се смета дека е едно од најагилните и најспособните и најдобро за дресура, за спасување на животи. Еве, тоа е опремата, нели, што треба да има некаква заштитна опрема за луѓето и да добро функционираат со песот, со кучето трагач, кое може да открие мирис од чукување на срце да слушне. А ова е, предпоставувам, некој миленик кој... А, не, пардон, и ова е спасувач, да, златниот ретривер. Одлично. Еве ги кучињата спасувачи, кои се веднаш на терен излезени, ова е уште денеска. Добро, благодарам за овие убави фотографии и само се надевам дека ќе добиваме уште подобри информации. Дојче Веле исто така објавува информации за земјотресот и можеме да видиме што они имаат објавено. Ова е пред колку време? Пред 7 часа. Кои беа првичните нивни проценки? Еве да слушнеме од Дојче Веле. Syrian border with another powerful tremor hitting the affected areas. More than 1,500 people have been killed and the death toll continues to rise. Flights in the region have been suspended. The initial 7.8 magnitude tremor was centered north of the Turkish city of Gaziantep. It caused destruction stretching all along Turkey's southern border from the Mediterranean eastwards. An international aid effort is gearing up, with the US, the European Union, NATO, Israel, even the Ukraine having offered assistance. From the sky, the scale of the devastation caused by the giant quake is laid bare. Hitting in the early hours, it caused tremors that leveled entire sections of cities, with hundreds of buildings collapsing as people were still asleep in their homes. Не, држи ја фотографијава, што ме замислува. Нели? Не знам, еве, столбовите стојат, можам да видам дека е армирано, можеби на вистина силата и моќта негде се преклопува и се прави, не знам, бран над бран, па вака, ја нема, велат дека
Зградите сизмички изградени можат да издржат и 9 степени. 10 степени не може ништо, бидејќи 10 степени е потполно отварање на земјата и комплетно менување на географијата. На теренот, едноставно. Тогаш ништо не може да издржи. Но такви земјотреси нема. Еден најблиску до тоа се памети Токио, почеток на 20 век, мислам дека е тоа 1900 година. Уште малку да чуеме. There are my sister and her 3 children. Right now there are 7 members of our family under the debris. Authorities in Turkey say as many as 10 provinces have been affected. This video posted online, giving a sense of the damage caused in the city of Kahramanmaraş. Rescuers now facing a daunting task in the search for survivors. Their efforts impacted by the sheer size of the rubble piles and the added danger of falling debris and even further collapses. A total of 2,786 search and rescue staff are on duty, and that number is increasing every second. It takes some time for our teams from other provinces to arrive due to the adverse weather conditions, but they will all be in the field. The epicenter of the quake was in southeastern Turkey, but it also hit parts of neighboring Syria, leaving a trail of devastation, with members of Syria's opposition civil defense force, also known as the White Helmets, claiming many rebel-held areas in the northwest of the country are in a state of catastrophe. Да ги видам последните вести на генераторот за војници и кучиња трагачи ќе испрати армијата. Смени го кадарот, тргниме од кадар, те молам. Војници и кучиња трагачи ќе испрати армијата, најави министерката Петровска. Тема на денот со професорот Михаил Гаревски. Добро, сител си сака така да се истрча 5-10 минути нешто да покажат. Он беше кај мене 2 часа изборевме за земјотресите. 5 мина спасувачи од Битола во тимот за спасување кој заминува за Турција. Стаевски закажана воредна седница на Совет за град Скопје за носење одлука за помош за настраданите од земјотресот. Бебе излечено од урнатините од разорниот земјотрес. Македонија на нога. Учениците во Турција кои ги затекна земјотресот се од Гостивар и Маврово Ростуше. Дали се добро, се надевам дека се. Среде репортажа во живо, удри земјотрес, најмалку 1000 жртви во земјотресот, но јас ќе видам да погледнам, ги гасиме, завршуваме тука со емисијата, драги мои. Само да ги видам последните вести од МИА. Македонија испраќа итна помош во Турција по катастрофалниот земјотрес. 10 државјани кои се затекнаа во загрозеното подрачје по земјотресот во Турција се на безбедно и не се во животно загрозувачка состојба. Алепо меѓу најпогодените градови во земјотресот во Сирија. Турција прогласи 7-дневна национална жалост, расте бројот на жртви. Госовската председателка испрати војници во хуманитарна акција во Турција. Така што ова се последните вести, иако само уште едно ќе ми дозволите. Можеш и ова, не мораш мене, не можам да зборам додека пишам, боле нека подобро нека држи екранот. Да.
Al Jazeera. До сега 1762 мртви само во Турција. 1293 во Сирија. Оваа бројка, драги мои, за жал ќе расте. Повредени, најдени, непријавени и така натаму и така натаму. 7,8 степени бил земјотресот, кој се случи во 4:17 минути утринава. Мислам дека се ова веќе тие снимки кои ги видовме. Можеме уште еднаш. Kardeşim var, 3 tane çocuğu var. Kocasıdır, kaynanasıdır, kayınbabasıdır. Şu anda bizden 7 insan enkazın Очигледно altındadır. дека од El Jazeera се доста од прилозите снимени, дека се таму на теренот. At least in northwest Syria, it's a very horrific situation right now. Syria has very weak healthcare system. We have a crisis in addition to very bad weather conditions and collapsed buildings and unfortunately damaged hospitals. When we look at the number of collapsed buildings, we can say that the earthquake code or safety codes with regards to buildings and constructions is unfortunately not followed in some of them, or some of these collapsed buildings were built prior to this regulation. This regulation has been in place following the 1999 elections. We need to do the seismic risk and hazard analysis before this earthquake comes. That means we had to check the engineering structure of the soil and the engineering structure of the existing buildings. And then we needed to modify our buildings or our cities around these areas, but unfortunately we didn't do that. This region is not prepared. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Да ви се заблагодарам на сите. Кој за молитви, кој за донации, кој за емпатија, кој за сочувство, кој за било што. Никој не е рамнодушен и добро е што е така. Оние што се, нема замерка и за нив. И нив ке им дојде кога што треба и сите ќе реагираат. Некој побрзо, некој подоцна, некој ќе му текне, некој никогаш нема да му текне. Не замерувајте никому. Гледате вие што можете да направите и да помогнете на било каков начин. Ова е, не знам, ми е страф утре кога ќе ги отворам вестите, што ќе прочитам за број на жртви. Господ на помош. Лека ноќ и пријатно.